за да ги надминеме овие политиканства кои што се случуваат денес пред очите на македонската јавност. Имено, цел ден се пробува да се направат обструкции на дневниот ред и да се попречи донесувањето на битни закони за граѓаните на Република Македонија. Да се биде надвор од салата, кога во процедура е предлог закон за изменување и дополнување закон за пензиско и инвалидско осигурување, закон со кој што планираме на сите граѓани, на сите пензионери во државава, да им ја зголемиме пензијата за 2500 денари, почнувајќи од септемвриската пензија, и дополнително 2500 денари и со мартовската пензија, значи 5000 денари зголемување. Опозицијата да обструира и да бара прекини, односно по еден час пауза, на устврднување на дневен ред е се само несериозно. Почитувани колеги од опозицијата, тие 5000 денари на тие пензионери, наша обврска е да го изгласаме и да ги дадеме ден побрзо. Затоа што таму пензионери не се само македонци. Таму има и албанци, турци, роми, власи и други, и сите оние на кои што ние имаме обврска да им го подобриме животот и животниот стандард. Дополнително, да се обструира донесување на заем со овие услови, со кои што ќе се обезбеди 0,5 милиарда евра, пари кои што ќе бидат вратени и вбризгани во стопанството, каде што има стопанственици, македонци, албанци, турци, или ќе се дадат на општините, за кои што веќе има распишан јавен повик, не бирајќи ги општините на општини на власт или опозиција, или општини по било која друга поделба. Колеги пратеници, ве повикувам сите заедно да влеземе и час побрзо да ги изгласаме овие закони. Да престанат политиканствата кои што ги правите цел ден, да дозволите да се одржат и тие комисии кои што треба да се одржат, затоа што предизвиците кои што стојат пред нас, а за кои што граѓаните ни дадоа подршка, бараат решенија и храбри одлуки. Со повикување на час пауза и неодржување на седницата и неусвојување на дневниот ред, мислам дека си правите сами на себе штета. Но тоа е ваше, вие имате одговорност пред вас или пред тие што го дале вашиот глас, а ние имаме одговорност пред цела Македонија, затоа што оваа мешана бројна коалиција на власт има обврска да ги решава овие предизвици. Затоа ве повикувам заедно